како што знаеме, и во моите предизборни ветувања, беше бесплатно возење во градскиот превоз по 4 часа на сите пензионери од нашиот град. Во почетокот беа 2 часа, но после нивните забелешки и укажувања дека тоа не е доволно, се договоривме, така и направивме, по 4 часа секој ден од 8 до 12 часот сите имаат можност да ги користат автобусите на градскиот превоз бесплатно. Мислам дека со воведувањето на нови автобуси, 4 нови автобуси на метан, кои што ги набави јавното предпријатие за просторно и урбано планирање од нашиот град, кој што од пред неколку дена почна да функционира јавниот превоз со овие нови автобуси на метан, кои што се нови, комфорни, подобри, EU 6 стандард, кои што ги задоволуваат сите еколошки потребни работи за еден јавен градски превоз, кои што се овие нови автобуси што сега ги набавивме. Мислам дека и второто наше ветување беше исполнето. Нови 4 автобуси на метан и бесплатен јавен превоз од 4 часа за сите пензионери. Оваа категорија на граѓани, кој што во нашиот град, како што кажав, е најголема, од околу 14.000 граѓани, оваа можност што ја имаат, ќе ја користат и во иднина, и се надевам дека задоволството ќе биде и кај нив поголемо, затоа што овие 4 часа кои што ги имаат на располагање да ги завршат своите потреби, дневни потреби, е од посебно значење, затоа што како граѓани кои што се во категоријата со ниски примања, знаеме дека сите пензионери се во категоријата на ниски примања, и текако добро им доаѓа во нивниот буџет да го користат овој јавен превоз. Ние знаеме дека другите автобуси што беа досега се стари автобуси со поминат рок на трајање, многу пати беа во дефект, али овој пат се реши проблемот со градскиот превоз. Ние пензионерите му сме благодарни на градоначалникот од кога дојде тој, ние имаме право 4 сати во денот да се возиме бесплатно пензионерите. Ние сме втори пензионери во Републиката, втор град кај што ја користиме оваа бенефиција. Само Скопје има бенефиција таква, баш вчера во Скопје бев имам извршен одбор. Сите други градови нема оваа бенефиција. Уште еднаш се благодарувам на градоначалникот, направи голема работа и да се возиме среќно. Пензионерите има потреба и то како од овој превоз, тие се постари луѓе, седат подалеку, сака да дојдат тука во клубот кој моментално го редовиравме. Негде пензионери од 200 до 500 секој ден идат тука во клубот и сите може да дојдат со градскиот превоз, да си појдат на аптека, да си појдат на доктор. Ова работа што ја направи началникот за секоја похвала.